Со истрчување на круг на локалитетот кај спомен Костурница и положување свежо цвеќе пред споменикот на паднатите борци, Клубот на жени за наше Куманово на поинаков начин го одбележа предстојниот празник на жената 8 март. Дополнително на банер со отпечаток на дланката на секоја членка беше изработено автентично лого како белег на сите жени. По прв пат, Клубот на жени за наше Куманово го одбележува 8 март на еден малку поинаков начин, со тоа што сакаме да ставиме акцент на сите жени од историјата, кои што се бореле за нашата слобода и кои што дале придонес да ние денеска уживаме во таа слобода во која што живееме. Исто така сакаме да ставиме акцент на женските права, кои што ги добивме благодарение токму на тие жени, како што се Клара Цеткинг и Роза Луксембург. Им благодарам на сите жени кои што денеска зедоа масовно учество во оваа активност, затоа што знаеме дека неделата е денот кога жената се посветува баш онака на работните обврски. Уште еднаш голема благодарност до сите жени кои што денеска земаа учество во оваа активност. Која е пораката која што ќе испратите денеска до понежниот пол? Пораката до понежниот пол е дека жените се движечка сила во општеството, продолжите да го движите општеството нанапред и оваа активност денеска има за цел да пренесе дека жените за Куманово се многу силни и можат да направат многу за овој град да биде место за просперитет и убаво место за живење за сите жени. За прв пат, Клуб на жени од наше Куманово, се договоривме да изработиме едно заедничко лого. Со овој банер испраќаме порака за заедништво, сплотеност и различност. Следната активност на Клубот на жени за наше Куманово е онлайн кампања, каде што ќе бидат представени 8 успешни жени од Куманово кои што доаѓаат од различни области.